поздравувам од Хотел Лимак. Вие сте на Телма, а ова е нешто конкретно. Во денешната епизода за гости имам самоуверени мажи и жени, кои ќе го споделат своето искуство со нас и ќе ни одговорат на прашањето. Дали самодовербата доаѓа од парите, убавината или пак се раѓаме со неа? Како е возможно некој неситуиран маж да има лепотица покрај себе, а зошто девојка која што е умна и паметна и згодна не може да си најде лика и прилика спроти себе? Ке прашам и дали самодовербата се зголемува колку некои нешта други се мали и дали самодовербата расте колку што расте коњажата на автомобилот, односно кубикажата на силиконите. Денеска ќе прашам и зошто самоуверената жена обично се доживува како уфилмана или умислена, а самоуверениот маж како добра прилика. Кога самодовербата преминува во самобендисаност или пак во арогантност? И дали доволно добро оправдување за самобендисаноста е му се можебе, па што? Ова ќе го дискутирам со овие гости. Неа времето не и може ништо, па ќе каже: купувам кога имам потреба, јадам кога сум гладна, пијам кога сум жедна, спијам кога ќе ме совлада умор, се почитувам себе си 365 дена. И тоа дава врвни резултати. Вера Јанковиќ. Насмевката и долгата црна коса се нејзин заштитен знак. Таа е мајка на 2 возрастни керки, а за себе самоуверено вели: и кога бев во брак и кога сум соло, јас сум задоволна со себе, се трудам секогаш да изгледам негувано. Жена сум, силна сум, можам се. Ани Малинкова. Да завршиш факултет по социологија, да бидеш врвен и нуркач и инструктор по нуркање. Да знаеш да свириш гитара и плюс да бидеш полн со креативни идеи, а сите да те знаат по глупите фори на Тошо Малерот, е привилегија или е тест за самодоверба, ќе ни каже Васко Тодоров. Стручна потврда за тоа кој и зошто има поголема самодоверба, мажите или жените, и кога самодовербата преминува во самобендисаност, ќе побараме од психологот професор Мирослав Пендаровски. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Дали ви се допадна најавите, прво да прашам? Да. Добри? Се више окей? Што вака во црно сте ми дошли? Самоуверени. Самоуверени? За самодоверба е? Дисани. Така беше црна боја, да. Социопати. Така ли? Тешко на публика. Да проверам таму црната боја е заради самоувереноста или? Ради потенко да изгледаш. И така. Добро, тоа е искрен одговор. Ајде сега веднаш да прашам. Кој од вас би се сликал за насловна страна на Playboy да дигне рака? Јас. Дигни рака. Ево ga. Ти, А Васко? треба да кажем или само рака да дигнем? Рака Без да борење. дигнеш, без Јас, борење. Јас не чув, пошто сум приглува. Дали би се сликала за Playboy? Дали ќе се сликам за Playboy? Па јас не сум згодна, ама затоа сум незгодна. Значи, Заради тој момент не би ме испочитувале, пошто ќе има некои проблеми таму. Значи вака, прашањето беше: кој од вас ќе се слика би се сликал за Playboy, нека дигне рак. Чекам малце, значи имаш врски таму, Бас јас знаеш од дигна, кога не? чекам да ме викнат. Не, Бас. озбилно. Дигне рака? Ама не Е, ви па, кажа, не сега ви го кажа разбрав како. прашањето. Добро. Зошто да не? Е, па дигни рака. Ако ме препозна, да, Дигни рака. Кажу ја Вера да видиме што ќе каже. Така, имаме сега ние проблем у комуникација, ало. Чекај се. Значи, Васко, ти ќе се Да. сликаш или Тошо ќе го пуштиш да се слика? Па ќе видиме, ќе ми кажа таму има фотографија. Чекай бе, Playboy за женски беше или за машки беше списано? Има и за машки и за Playboy, женски. бој се избиш. Да. Ајме и за машки. Аха. Е па не е битно, машки и женски, со женскиот може. Добро, може. Значи ќе се сликаш. Сега како Тошо или како Васко, ќе направиме и како Тошо и како Васко, па ќе видиме што ќе залепи. Добро. Добро. Кажи, Ми се да. допаѓа самодовербата. Да. Верче, значи ти ќе се сликаш, имаш самодоверба голема. Ма готово, јас му реков на Васко, види како се проубаел. А, вие Значи заедно сега да му ме е сакате времето, на па сега, насловна. тој една година е помало од мене, се најдовме, викам па сега. Да ти кажам, не си прва што ми го кажала ова Како денес. не можам, јас сум Многу си доста пролепша искрена ми и време ни е за Playboy. Добро. Да, можеме Тошо и заедно Дженерал да Јанковиќ, наставаме. или Вера и заедно. Васко Тодоров. Направен. Зашто да не? Направен бизнис. Добро. Какви се слика. Беј, ти сме супер. Се ние сме. Чекай да видам, Ани, ти не крена рака, зошто? Не икам ја. Зошто? Па не знам, не. А нема ни место веќе. Да, како што
Ани, помина редот се, тоа. Помина толку е. Добро. Мирослав? Ако кажеш да ќе се сликаш за Playboy, значи имаш проблем со самодоверба, пошто сакаш да ја набилдаш преку тоа. А иначе би се сликал. Да. Пошто таков хонорар сигурно немам видено во животот до сега. Само не кажавте дали со купањи или Не знам, тоа ќе си одредат Топтано. уредниците на Playboy. има сега. Јас само сега. регрутирам кадри, а они уредниците таму они после одлучуваат. прават селекција. Па сега Па Васко селекција. рече има конкуренција, више веќе се пријава. Зависи каков капацитет ќе пронедат во тебе. Да, Отидеш. тоа е. Добро. Викаат дека еден тест за самодоверба е како се примаат комплиментите. Па сега јас вака ќе почнам со прашање. Верче, тебе ако ти доделат 2 комплимента, кој ќе поверуваш дека е повеќе искрен? Ако ти речат згодна си или дека си паметна? Дали сум, ако ми речат згодна сум или Некоја- паметна, Да. ни едно ни друго не проаѓа. Само комбинација од двете, низ призма на адекватна тема со адекватна пијачка. Така, добро, окей. Ани, ти кој комплимент ќе го сметаш за вистински, односно дека искрено кажан и може да го прифатиш? Јака си или мудра си? Мудра толку многу не, ама јака си. Јака, добро е, ми се допаѓа. Васко, ако пијана жена ти рече, ти си најпосебниот маж што го имам сретнато до сега, ќе си речеш пијана си или ќе поверуваш? Па ќе поверувам зашто да не види комплимент си е комплимент, не е битно пијан трезен. Комплимент си фала, пријатно, ако нешто ако продужи муабетот исто не се буниме, може да има и дружба некаква, не знам што. Ако пијана жена ми каже, Да. Дали ќе речеш оваа е пијана, не знаеш што збори или ќе речеш стварно сум најпосебна? пијана жена, само да не ме удри. Само да не ми истепа, иначе комплиментот ќе ми рече најпосебниот. Ова звучи на пијано. Има пијана жица. Да, ми се свиѓа. Ова е добро. Не, и да не знам дека е пијана, ќе знам ако ми го каже тоа. Добро. Добро. Океј. А Мирослав? Кој комплимент ти ќе го сметаш за поискрен? Ако ти кажат фраер си или шармантен си? Пошто веќе знам дека сум шармантен. Господине Пендаровски. Две опции ми дава. Супер, господи. Фраер си да речеме. Тоа се вика привиден избор, кога му даваш на детето му викаш го сакаш ова чоколада или ова. Наводно му даваш избор, ама фраер си. Шармантен фраер. Па да, тоа добро звучи. Ајде сега да ја отвориме темата и да почнеме. Дали самодовербата доаѓа од парите, од тоа како изгледаме или си се раѓаме со самодоверба? Верче, ти што мислиш? Самодовербата ја имаш како идентитет од самото раѓање. Тоа е мој конечен одговор. Или се раѓаш со тоа или не се раѓаш со тоа. Сите други нијанси со тек на времето. Нормално, тоа си притисоци, обкружување. Фамилијата број 1 влијае на тоа, дефинитивен одговор, по секоја основа, на секоја тема, на релација, како еден човек ќе еволуира понатаму за да може да се справи со се. Оној што е самокритичен, оној што е полн со самодоверба, што има самопочит, спремен е да работи било што. Не дека нема по дадени моменти да има осцилации заради X причини, нормално имаме терор помал, поголем од средината, па ќе се осети малку расклатен, меѓутоа мислам дека тоа е едно квалитетно расклатување за да свати до каде е стигнат и дека никош не треба да се откаже од тоа што му е зацртана цел. И на крајот на краиштата, прејака самодоверба може да доведе до одредени квалификации од типот на социопат. Зборуваме само за здрава самодоверба, издозирана, како што воопшто Таму се стручното бара, лице ќе каже. како што и се бара животот. Човек што е свесен во тоа што го работи, реализиран, не може никој никогаш да го расклати. Добро, одлично кажано. Васко, ти што мислиш, се раѓаме со самодоверба или во тек на животот Па се јас слагам со Вера, да, се раѓаме со самодоверба. Јас не сум ни размислувал многу за самодоверба, меѓутоа знам дека се што правам јас во животот, веројатно е резултат на самодоверба. Вие знаат луѓето тоа што се занимавам со тоа, со сите мои професии што ги имам.
И Треба да имаш голема самодоверба да нурнеш во толкави длабочања, така? Треба. И баш тоа Вера одлично го каже, знаеш, треба да не се предозираш со таа самодоверба, треба да бидеш реален. Здрав. Да бидеш реален со самодоверба, знаеш, не можеш Лимит да направиш докаде? нешто што треба да си ги знаеш капацитетот и можностите. Свесна самодоверба. Зашто си способен сега, знаеш, ја можам се, не можеш се. Не можеш се, окей, Ама самодоверба. треба да пробаш, за да знаеш дека не Ама можеш. треба да пробаш, па не по секоја цена и зависи што. Апсолутно. Зависи што, не по секоја цена и зависи што. Јас стварно сум што на ум, тоа на друм. Се што сум правил, се што работам у животов, некако интуитивно осеќам дека можам да го направам. Веројатно сум реален, веројатно сум реален. Молам? Што си имал премногу самодоверба, си се зезнал некогаш, па Па да не речеш... се сеќавам дека сум се зезнал затоа што сум скромен по природа. така. И не се пренамагам многу. Јас точно знам, пред да направам нешто, се анализирам. Правам некаква проценка, дали можам тоа, дали воопшто да влезам во нешто такво, дали можам да направам нешто. Сега не можам некој да ми каже, можам да истрчам 100 метри за 5 секунди, не можам. И нема што да пробам. Нема потреба никаква. Кој има поголема самодоверба? Твојот лик, Тошо Малерот или Васко има поголема самодоверба? Тошо моментално е зафатен, ќе му пренесам Тошо која самодоверба. Он делува како самоуверен, знаеш што е работа? Сега ќе ти кажем, ние тие ликови што ги правиме, значи прво ние никад, значи таа самодоверба е дискутабилна приказка. Никогаш, значи пристапот, тоа што сме го правили ни К15, тие ликови и така натаму, прво треба на мене да ми се допаѓа тоа. Тоа е веројатно резултат на некаква самодоверба и тоа не е интуитивно и после испадна дека и на многу луѓе им се допаѓа тоа и тоа не е потврда и баш не е потврда за таа самодоверба што имаме ние во старт. Че не сме се прецениле. И тоа не е многу драго. За кој има тоа би било. Самодовербата е доблест. Меѓутоа дозирана. Така. Добро, Ани, како е Исто. твоето Да, исто се служувам, како што каже Вера и Васе. Значи исто е, значи кај мене има тоа постои, да. Но кај мене има лимит до каде можам и колку можам. Дали ти падна самодовербата откако се разведе или пак уште повеќе самодоверба доби? Па мислам дека повеќе добив самодоверба. Да, али сега не можам да проценам колку, ама мислам дека мене ми е супер. Така, многу полесно донесуваш одлуки заради тоа што сама Точно, можеш затоа се да што си... да, затоа што имам нели фамилија, добра консултација и тоа добро влијае на мене. Некои граници не ги прекорачувам од тоа што треба, како што кажав, значи кај мене постои значи лимит. Така, Верче, дали тебе успеа да ти ја нарушат самодовербата кога те тргна од водителскиот стејч на Макфест? Мене ништо не може да ми наруши самодоверба. Имало неколку тестови во животот, тоа ме разбуричка моето гостување овде, па која сум јас со самодоверба. Јас сум звер родена од мала за инат и напротив тоа конкретно што се случи на Макфест си остана едно убаво минато со назнака дека секогаш кажам овде сум здрава, сум жива, сум потентна, сум, можете да ме позајмите. И секогаш сум горда затоа што на дневна база имам луѓе кои што се навраќаат на тоа што јас го работам. Не како диџеј што сум го работел, јас сум актуелен водител, нормално, еднаш водител, доживотно водител. И никогаш не се гледам на страна ставена или патам од некоја конкуренција, не мене конкуренција над превари, не ми сметаат, не знам. Ако сум тенисер сега, па ако треба некој да победи, па не знам колкава количина на пари треба да земе или слично. Мене тоа не ме интересира. Јас сум тука цело време и сум си махер во тоа што си го работам. Одлично, одлично Прифаќам кажано. се. Така, супер. Вака, како звучи одговорите по однос на Па ја не знам зашто самодовербата? ме викнавте како психолог. Мислам, луѓе во кажа, се шегувам. Значи, да се уозбилиме. Баш Се раѓаме, ајде да го затвориме прашањето. Дали се раѓаме со самодоверба или во текот на животот ја стекнуваме, нели, по пат? Океј, значи тоа е многу тешко прашање да се одговори.
Тоа е позната борба во психолошката наука nature versus nurture. Значи воспитување наспроти вроденост. Делумно ние носиме некои хередитарно некои генетски предиспозиции да имаме способност, нели, да бидеме со повисока самодоверба, меѓутоа воглавно самодовербата како концепт кој спаѓа во поширокиот концепт само ефикасност и себеценење како дел од селф-концептот, односно од тоа како размислуваме и чувствуваме за себе, може да се каже дека се случува по пат на социјално учење. Дома, и тоа беше спомнато, и тоа е коректно, затоа што децата учат по модел, знаете. И кога они гледаат родители полни со самодоверба кои преземаат резки, чекори, нели, они учат од тоа. Меѓутоа нешто е и вродено. Знаете како, тоа е како да кажеме зашто Майкл Џордан е Майкл Џордан. Сите тренирале исто, ама он е еден. Ме разбирате? Себеценењето е малце поширок концепт, али самодовербата, да не заборавиме, е исто така и под дејство на другите луѓе. Ние ништо не правиме абстрахирани од околината. Така? Апсолутно. Човек проценува колку е убав затоа што гледа грди и убави луѓе. Да не беше Ама црното, нели не викаат биде дека бело. не треба да се споредуваме со другите, Ама дека сами Образувањето себе е битно. Не да се споредуваш, Како? да бидеш со нив. и да гледам Споредувањето кој е не мора- поубав, нели јас сум си убава за Не мора да мене. биде свесно Не тоа, буквално. Не буквално. За едно баждарење, да се избаждариш, да знаеш што вика. Баш така се вика, знаеш, гледаш. Ама Вика тоа- Мирослав, ако нема црно, нема да знаеш дека има што е бело. И баш така е се, еве, кој е поубав? Да го надополнам Васко, после Например, кога знаеш дека си најубав, нема што да размислуваш. Така. Да не искочи од моја уста се ова, извинете, вака се. Добро знаеме кој е најубавиот. Се не е Не ми јасно. беше тоа зборот. Да. Тоа е исто, само да се надополнам, извинете. Тоа е исто како кога ќе ти каже некој дека се дотерувам само за себе. Ако е така, зашо дома шетаме по гаќи, а не по штикли? Тоа Значи, ние да Јас за човек не себе живее дојдов само за убава себе, денес. окей? Физиолошки момент е човек. Да, Па ја не некогаш треба и да дома имам сум проблем со тоа. штикли кога Да се сакам. нападнеме, така? Мирослав, Природна овде работа. имаме еден психолошки случај. И по дома шета со штикли. А, не шета со Да. штикли, па добро се. И пред огледало можам да си застанам. Што значи тоа? Значи за себе се дотеруе. Тоа Цела значи една дека емисија друга треба за тоа. Чекај да видиме Васко што ќе каже што она, значи. она отишла од друга фаза на повисоко ниво на самодоверба. Тоа се вика нарцис. Има стадиум, секоја самодоверба има стадиум и тој кој ви колку сум ја убава, колку сум згодна. Па не баш Врв на нарцис, знаете ли што е? Изјава љубовна. Баш ти завидувам што си со мене. Така. Вау. Ваков не може да се најде. Ваков не може да се најде. Ми текна на Таков нема, психомодија, Васе. волим само Ја себе. волим само себе. Тоа е само бендисот кој што сакам да го дискутираме, ама ја спомнавте конкуренцијата. Нема Васе. Нема. Нема Еве и ја гледам, не сум видел стварно. Ајде да одиме на конкуренцијата. Секако е споредба, нели? Меѓутоа, дали конкуренцијата ни е јакне самодовербата или пак ни е бутка? Че јас и преска спомнав, најбитно ми е јас да бидам задоволен од тоа што го правам. Без разлика, значи дали има конкуренција или нема, во се што правам го давам својот максимум. Тоа се моите капацитети. Јас и да има, не знам, 100 конкуренции, мене толку ми е капацитетот, тоа што сум го направил, тоа ми е врвот. Не те мотивира. Не знам подобро да немаш и да ме мотивира. да те мотивира конкуренцијата, па- Не знам подобро од тоа да направам. И да има, не знам каква конкуренција да има. Пред да правам нешто, еве се конкретно за К15 го спомна, значи јас не сум имал никаков узор, никаков идол. Значи сакам да личам на некого или да Така, сам сакам си да свирам креирате гитара како Ерик Клептон или да не знам да пеам како Том Џонс или не знам што. И да терам косу Значи као Здравко Чолич. тие ликови се оригинална креација. Стварно не личат на ништо друго, нема такво ништо слично. Добро, одлично, оваа страна тука Уникатно. ја држи уникатноста. Вера, што мислиш, кој повалкано игра кога е во прашање конкуренцијата? Мажите или жените? Никаква игра не почитувам кога станува збор за конкуренција. Никакви моменти не почитувам кога станува збор за класифицирање на машки и женски енергии. Без разлика дали постои конкуренција или не, мораш да го носиш својот жик, својот белек.
тоа што каже Васко најдобро го знаеш, да искристализира. Може би е и онаа споредба некоја, ти носиш дијамант во джеп, не се гледа, меѓутоа се чувствува. Јас тоа што сум го работела на времето кога и немало конкуренција, а редовно се фаќаат за тој момент, ти Дубравка Марковиќ, ти си првата водителка Југословенска радио телевизија, ти си еден од ретките диџеи, ма зошто? Може би сакала да има конкуренција, една убава, позитивна страна на конкуренцијата, за да се искристализирам себе си. Не за да се осети да добиеш потврда на вредноста твоја. Или не знам, Петко Јанко е подобар од мене, или јас сум полоша, или помалку добра. Те прашувам, дали ти треба конкуренција за да добиеш потврда на собствената вредност или не? Никако. Не. Само ќе осознам која е мојата нијанса на таа широка лепеза, од диџеј, од музичари, артисти, сето она што тој го носи со себе. Убаво е да има конкуренција, за да знаеш кој си, а не да се надпреваруваш. Одлично кажам. Ке додадеме Баш нешто така. или не Браво. додаваме ништо? Кога се наоѓаш во просторија со луѓе кои знаеш и чувствуваш дека веруваат во себе, те опфаќа на таква убавина да помислиш дека самодовербата е уникатна ствар. Да се наперичиме за нас зборува. Не. Стани, ви исправи се. Збори нужда. Стани, Васко. Васко за нас зборува. Еднаш да добие на тежина, молим те убаво. Го заборев веќе. Не, сакам да се надоврзам, многу внимателно ги слушав, ме слушав сите. Значи, степенот до кој конкуренцијата ја намалува или ја зголемува самодовербата зависи од првичниот степен на самодоверба пред да се занимаваш со конкуренцијата. Што сакам да кажам? Кој има потреба да се перчи со самодоверба? Тој што ја нема. Ако видиш човек кој покажува колку е убав, треба да помислиш дека он се чувствува грдо. Затоа што самата потреба да покажам дека имам самодоверба зборува за моето ниско ниво на самодоверба. Не го разбрав сега ова. Не, многу едноставно. Чекај сега, човек што има потреба да се... Знаеш ли кој се прави фраер? Кој? Тој што не е. Не, ама за убав. Тоа сакам Не, снеже, само да се жарговски надополна. уличарски малку, да. Ми викаш, некој што се прави убав, односно се разубавува, Не. значи не е убав. Не го реков тоа. Реков некој што сака да ја истакне својата убавина и тоа е исто како да влеземе у просторијава и некој ничим изазван да каже јас сум многу добар во својата професија. Мене тоа како психолог Непотребно. одма ми е спротивното. Тоа е исто како кога ќе прашаш некого дали го сакаш својот сопруг, многу го сакам. Океј, не мораш да го браниш, значи. Има проблем. Нели? Па да. Да не одговарам така, Голем значи. проблем. Симптоматолошки е кога нешто се истакнува. Тоа у теоријата на Алфред Адлер се вика комплексна надкомпензација. Кога човек чувствува некој недостаток, тој има потреба да го надкомпензира со нешто друго. Така? Точно. И на друга област, не мора да биде тоа таму каде што се наоѓа проблемот. Мене секогаш ми биле интересни луѓето кои везден мафтале со својата способност. Или со титули, со функции, и Со тие се титули, исто со такви. функции. Многу сакам Не се луѓе... самоуверени тие луѓе кои што мафтаат со титули, со функции, Видете, со ако треба да се разни покаже звања, титулата таму каде што е релевантно, тоа е во ред. Меѓутоа, ако ти се запознаваш со некој човек и он ти вика здраво, јас сум доктор Мирослав, што ви кажува тоа? Значи, јас сум Мирослав, тоа доктор сум на работа, не знам каде, Добро, вие како се координација така и се представувате, Ани, со име и А се презиме, јас сум сложувам со Ане мене, Мејачка. конкуренцијата е важна. Не. Добро. Јас сум нормална, Јас сум природна примариус, мака. убаво кажам, најточно, ничим изазвано. Здраво, јас сум примариус. Дали ве навредува, така, дали некогаш ве навредува кога нема да ве препознаат вака во јавност, никој не ве препознава? Не. Мене не. Не. Не? Не. Не ви е невообичаено дека никој не ве препозна, затоа што обично, нели, кога поминуваат јавни фаци, слушате позади грб, ви шушкаат ова она. Дали кога никој нема ништо да шушне, ви е некако необично или? Не, грубо ги постави работите, не е дека никој сега нема да шушне. Меѓутоа има моменти кога многу е нормално Така? и очигледно дека треба да знае кој е тој човек. Е, па тоа прашувам, ако мене ми никој се ништо случило не тоа, знае, ама јас играм квиз со тие луѓе. Јас не сум шофер, сум патувала по битоли по чуда со возови и се седат тет луѓе и сега почиња питалица. Многу си ми познати. е така. Добро, е. Добро. Идемо И мене дај. исто така. Бо проаѓа, стига Богомила, стига више прилеп натаму, значи што ќе правиме, викам. Каже, ја 35 години сум делкала, за да добиеш ти информација за 3 секунди. Позови пријателја, сега у купето 6 луѓе, сега овој го прашува, вика, јас знам, ама не ти кажувам. Са четворица знаат, овој не знае, нервозен некаде на кај не. Битола. Да, бе.
Вера Јанковиќ, ама веќе тоа ја и слично. Така да, ама види се, знае. И сега тука е Добро е маката. што им текнало. Зошто нема Точно, никаква точно, друга верно. асоциација за да може... А, и мислам дека е тоа македонски Ама си терам менталитет. мајтап. А, демек знаат, ама не Да, сакаат да да, кажат. да. Тебе Да. некојаш ти се случило? Често мене, често. И што ти викаат? Ти беше она и со друго име ке те Добро, кажат. јас ништо си кјутам. Само си кјутам и ги студирам едноставно што дали ќе ме препознаат или мислам сега дали ќе биде тоа некаде на улица или некаде ме вози некој таксиста. И после некој време да бе, вие бевте вика Ани Малинкова. А, демек добро. Само Има се много насмевам. Како има е кај тебе, по-културен Васко, начин. те- Кај мене, например, еве, јас... Ти си многу фина. Значи, многу си убава, си фина, си елоквентна, паметна, емисијата ти су... Како ти беше името? Тоа е тоа. Извини, како, многу е фина, многу е фина. Како ти беше името? Како ти... Е, тоа викаат кога не. Во аптека ми се случи да. тоа. Или Многу си нас- ми познат. Јај, како се, шо? Често, Абе, често мене е ми така. дојде и Игор Џамбазов, па него познат, а многу познат. Значи, ти викам, продаваш суплементи, дај да земе некои делници и чуда. Меморија нешто. А тебе кога ти викаат Васко не те познав без Мене не ме позна, јас Кога ќе ти речат, не те познав без брковите? тука реагирам, викам како не ме позна, мене ме има у крстословки, види фотос. И по тоа ќе видиш дали е писмен, дали решава крстословки, тука му бараш и други аспект, други димензии му бараш. И одма гледаш дали е компетентен. Дали уопште му има дали е тежина компетентен. зборот. Дали му има тежина зборот. Тачно. Ако не те препознае некој што не решава крстословки, нема штета никаква. Нема везе. Тачно. А во сите крстословски... Не, Па не усите, он те треба да одбере. Мене некој така тие што се поинтелектуални. Плейбој не. Плейбој го договоривме, ако ти си стројникот, имаш кондури. Имаш кондури и чорапи. И чорапи, да. За ладно, стројникот окей. има ред. Баш се сеќавам, сега скоро евоцирав една приказна. Некој се јава за реклама у К15, ние дока снимаше К15 и одам. Јас и некој таков. Многу богата фирма, махагони и тоа класика мото. Одма го гледаш профилот му, правиш психолошки профил. И викам, добар ден, не се знаеме. Викам, добар ден. Викам, сте барале реклама од К15. И он ме гледа, вика, па ја те знам тебе, бе. Па викам, добро, викам, баш ми е драго. И пази сега, идемо далje. Па вика, ти си најглуп, ми вика. Викам, точно е тоа. С такви обожавам. Па вика, што те пратиле тебе? Зависи како. Викам, види, друже, викам, сега ти кажам, викам, не ме пратил никој. Викам, ние сме екипа и сме устрелци. И обично се договараме кој да оди на состанок према нивото на соговорникот што треба да се сретнеме со него. Викам, така да мене ми се падна со тебе, му викам. Избунка има тука мала. Вика, што ја глуп? Викам, не рекам дека си ти го... А викам, ти реши дека сум ја. Не, бе, за тоа ти кажам како те препозна. Викам, но да му го донесам. Тој глумец што го игра Спајдермен, може ќе отера се качува по згради човекот. Секој си го доживува различно. И како заврши? Ти избрка од канцеларија Не ми или ти избрка, си не напушти? само му кажа се поздравивме, викам многу голема заслуга имаш за К15. Викам, да немаше, како? Викам, да немаше вакви како тебе, а Тошо Малерот никад немаше да го направам. Ова е само доверба. Психолошки гледано, нели? Нема везе, да. Па реков Затоа јас. се зезам. Сега, овде сите имаат само доверба. Е, тогаш ајде да дојдеме до прашањето, тоа ми беше и од најавата, како е возможно мажи кои што ете да речеме не се ситуирани, не знам, не се нешто етаблирани во општеството, а да имаат стварно презгодни и стварно предобри девојки до себе кои што се и успешни од каде тоа е само довербата или што е муабетот на мажот од каде? Не, види, значи сега Така, ти кога ќе види видиш- како ги постави работиве. Значи, жени само сакаат богати, така. Ја така не реков, прашувам. Па некако така ги учат од дома. Види, нема зошто, значи некој ако не е богат, не може да има убава жена. Па може да има. Така викаат, Може да види, има. како ја Тоа нашол? зависи Како ја нашол вака убава, Па, или па, може- како ова со не, него? па- Не бе лошо концепирано. Ама може она го нашла. Природно А, е она го да... нашла. Може она го нашла. И тоа држи вода? 50-50, стварно вкуса работава. Сега, знаеш, нема, тоа е индивидуално, тоа, секој пример е различен. Имаш ти се за физичка убавина справиме муавет, за внатрешна убавина има вакви убавини, такви убавини има, зошто да не, воопшто не е тоа чудна појава
значи некој да биде да не е убав, а да има многу убава жена или обратно или не знам како или не знам што, знаеш, тој што вика да ти ги дадам моите очи да видиш. Тоа држи вода, Се, добро. тоа е субјективно. Сите сме, па замисли сите да сакавме иста жена, сите мажи и сите жени сакат исти маж. Што ќе се десеше? Добро. А зашто Знаме. обично кога жена има голема самодоверба и те викаат у филмана е умислена е, нарцис е и така натаму. Зошто држи вода тоа? Не знам. Зошто така викаат? А, например, маж кога има самодоверба, обично е, нели, добра прилика, супер, нели? Ајде. Повери, не, секој, значи секој, Ајде. како викаме, тенџера и капак, секој си бара јас, значи некои мажи сакаат доминантни жени. Аха. Некои жени сакаат доминантни мажи, за се има, секој тенџера си има капак. Природник, И не нема е правило тука. Јас познавам еден куп луѓе, значи машки род, мои пријатели, другари, што сакаат доминантни жени. Царици. Тоа го пали. Царици не, она му да. заповеда, она го така се понаша и јас ние го гледаме тоа, јас се биди секој си е различен, никој не е јас. Имам некои други сваќања, другачие сум избаждарен, не знам како да ти кажам. И Да, од почеток ми се свиѓа баш да, и Баш правилен другаче термин. су формиран, еве да. Добро. И нема, Скроен јас тоа што го другаче гледам некој како се понашаат, секој пар е различен. И немаш тука, немаш да генерализираш тука. Нема правило, тоа е жива материја. Значи нема Ама различно се сваќа викам, оваа самодовербата те кај мажи и кај малтретира. жени, Да. нели? Различно е. Да и го спасам на водителката прашањето. Ајде. Ќе одговорам од позиција на генерализација. Ајде. Го забораваме социокултурниот елемент. Во секое гледање одредено простор на светот или општество или културна традиционална некоја вредност, ние така ги доживуваме жените на Балканот. Балканските така. мажи имаат вистина проблем, тука се сложувам со тебе, генерално. Вас хубаво си кажа, се индивидуално. Меѓутоа, грото мажи имаат проблем со силна жена. Она се доживува како опасност, најверојатно заради да се изгуби, нели да се изгуби, што е жива глупост, пошто познавам и лично работам со мажи кои што сакам да им кажам, ама не им го кажувам, пошто треба сами да го сватат. Добро, зашто не уживаш ти во оваа жена? Паметна е, заработува, убава е, успешна е. Така? Зошто ти не го искористиш тоа и ти да растеш на некој начин? Меѓутоа, тоа е од личните капацитети. Знаете како е? И таа балканското треба традиционална да се вредност, па, извади. ајде се, ја Да. мразам кога викаат дека све е лошо на Балканот, имаме ние многу убави вредности. Повеќе мажи или повеќе жени ви доаѓаат на сесии? Психологијата е женска работа повеќе. Женска работа. Точно од социокултурни аспекти, ако мажи почнаа да доаѓаат, затоа што знаете како бевме воспитувани. Мажите не плачат. Ти си така. кукавица, ако плачеш ти си му треба пусикет, совет. ти си не знам што. Види сега. Да. Ајде, во однос на тоа Ето, мажите тоа е таа плачат. приказна... Јас имав еден Извини, гостин. Снеже, што е жива глупост. Преска вераме подседи, самодовербата нема пол. Емоцијата нема пол. Исто плачеме, исто се радуваме, исто љубиме, исто мразиме. Значи, вака сега малку да разиграме и да излеземе малку од сиве овие стручни муабети. Во овој поголемиот сад имам поговорки. Васко, можеш ти да го земеш, Овде? можеш да си извлечеш една поговорка, може ти Вера и Мирослав, да, подели го. Повелете. Ајде. Ова као на почеток. Вака, да. Се бе, дери, Ама ова не на ги читај, почеток, само ти ни на поставуваш почеток, да. Ете така, ви извлекувајте. чекај. Опа, чекај, стани. А додека ви извлекувате, јас само да кажам дека оваа епизода е поддржана од ДМ и од нивната кампања Прв брк, прв самопреглед, односно ја поддржуваме кампањата за подигање на свеста за машкото здравје. Ќе подискутираме малку и со нашите драги гости, а ќе прашам и таму од психолошка гледна точка зошто мажите имаат страв да отидат на преглед, а богами да отидат и на психолог. Во суштина сакаме да ја подкренеме свеста за да се оди редовно, односно да се оди на контролен преглед за да не бидат здрави мажите и во снагата и во умот. Добро, ајде да видиме. Кој прв ќе почне со поговорката? Нема волк по кого не лаат кучињата. Што тоа значи? Па не знам, ова... Зошто би лаеле кучињата на волкот? Епа. Не знам. Дај да дознаеме, Ани. Да. Зашто е волк? Зошто е помоќен?
Зашо има само доверба? Така ли? Да. Добро. Тоа е тоа? Толку. Добро. Ајде, Вера, Супер. што ти се падна тебе? Цел живот се расправам со ова. Ајде, И нормално, што зрачиш, што привлачиш. нормално. Кој им простува на лошите, им наштетува на добрите. А јас кажувам, кој им простува на лошите, добар е со сите. Така ли? Така си се почувствувала колку пати? И сите сме на збир. Позитивен. Добро. Немаме реприза за животот, па да простувам, па наштетувам. Ајде. Васко, Ајде. ајде. Ај, подоши малку да прочитам, че нема да мачарива. Од Може да ти полната прочита, пушка, Вера или од Ани? полната пушка се плаши еден човек, а од празната двајца. Ма немој. Ма немој ова, не сум ме чул ова и сега ме стави умисла малку. Од полната пушка се види, од празна пушка не се плашат двајца, сите се плашат. Има едно правило за пушките конкретно, не ова е символика сега, треба да најдеме некоја символика, да не правиме му ова за пушка, али и за пушка може, зашто? Правиме му од празната пушка се... Ако не ти се Тоа допаѓа, се види страх, дали има тоа е некоја друга. таа сега спориме овде за некаква предострожност, за нешто што знаеме и за нешто што е непознато. Така. Така? Тоа е муавето. Па да, за нешто што предпоставувам дека е тоа, за нешто предострожност. Без разлика дали е празна или е полна пушката, дали се плашиме од некоја поента да извадиме од ова. Па тоа многу е човечки. Многу е човечки ова, сите луѓе го имаат тој Пушка е пушка, бре. пушка, да се плашат некој. Пушка. Да. Нели викаат празна пушка пука сама еднаш годишно. Секоја пушка и секој пиштол. Да, од празна пушка за малку моја другарка ќе погинеш. Да се Да, пазиме. например. Тоа. Ова се, сите ние имаме, ова е некаква, значи треба да бидеме предострожни само да не се претерува во тоа. Ние се плашиме од некои работи, од непознато се плашиме, тоа е многу природна ствар. За тоа ние луѓето се плашиме од темно, се плаши од темница, се плашиме од гробишта навечер, во темница дојдеш по гробиште, шо ги имаш? Нема жива душа. Тогаш И не тоа е може тоа. да се повикаме на самодовербата, а? Па, Стравот зависи, зависи ако живееш близко до гробиште се навикнеш, се е навика. Се е навика тоа, зависи кај ти е плацот, да. Па да, сум сакал некако се навика. Малку црн хумор, на крај сите плацот не е таму уствари. После приказната. Плацот Сите имаме зависи. плац таму Имаме на таму крај. негде. Добро. Мирослав? Снеже, секоја чест за поговоркиве и ја 2-3 прв пат ги слушам. Ги немам мислено ја. Вика, многу ме замислила. Кога Господ дава среќа, не прашува чиј си син. Јас си го сваќам ова као да можда сите имаме право на добра судбина, да речеме. Не само тие што се нашле на некое место кое е дарежливо, пошто викаат старите, мајко родиме со късмет, фрлиме на буништа, нели? И сега некој дете ќе се роди во Африка, некој дете ќе биде син на Мадона и тоа е тоа. Ама приказната е дека вајда човек има право да си земе и на некој начин да искористи судбината тоа што ќе му се насмевне, пошто екзистенцијалистички тоа многу е важно тој аспект. Ние сме одговорни што правиме со можностите што ни се дадени. Никој нема 100 можности. Ама некој, ако е самоуверен, ќе ја земе таа можност, ќе стори нешто со нејзе. Некој само ќе ги пушти можностите да си отидат, нели? И ќе се жали на лошата судбина, затоа што не ги гледал знаците во животот. Океј, овдека ќе го заокружиме овој дел со поговорките, јас ќе побарам кратка пауза. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И
Еве се вративме и пред да ја заклучиме цела оваа дебата, да ве подсетам дека нешто конкретно го поддржува Мовембар, односно ја поддржуваме кампањата за подкревање на свесноста за машкото здравје. Тука ни се приклучи во оваа епизода и ДМ, што значи дека имаме специјални подароци за нашите драги гости и веќе го гледате и слоганот на нивната кампања прв брк, прв самопреглед, односно тие се обраќаат на младите дека сепак треба да отидат на еден превентивен преглед, а јас сакам да додадам дека освен тоа што е битно да отидете нели на преглед на доктор, добро е да отидете и на преглед, односно да закажете термин кај психолог за да не бидете здрави и во снагата и во умот. Тука некаде ќе ве повикам да се приклучите на трката или како гледачи или како учесници на 19 ноември. Трката е организирана од ДМ, инаку е многу интересна заради тоа што изгледа како брк. Некаде од прилика е 100 километри, а ако не учествувате, дојдете барем да ги поддржите. Почетокот е во 10 часот во Градски парк, значи на 19 ноември. Добро, се сум кажала. Одлично, меѓутоа сега првото прашање што ќе го упатам, се однесува и на оваа кампања, е стравот или не знам тоа што мажите не одат на доктор, ниту на превентивен, ниту на рутински преглед, а обично кога нешто ќе им се случи, ќе викаат, ајде бе, тоа не може, ништо не. Така, нели? Да. Така, Васко? Не, Ти одиш? едва чекам. Така, на доктор? Не, озбилно. Добро. Тоа е добра Не знаеш превенција. зашто за мажите, сега ќе ти кажем, мажите, види, дај да не околишиме. Значи, машки род, тој е багра, тој е ѓубре. Женски род, за тоа може да правиме моја, за машки род. Како може да правиме моја за машки род? Не ме занимава. Ама не ме занимава како подипам, уопште не ме занимава. Машки род, то стока, то ѓубре. Ама еве ти кажам, ја, знаеш колку Немој да машки го познам? вреѓаш машкиот род. Секој за себе да се избори, молим те се. Ја не го врегам, јас се Зошто познам. искрено, јас се слагам. Сериозно? Да. Па не е така. Тоа е вреда. Како беше? Брутално Мирослав? искрене, Немој никога Васко. што си рекла, ама ја многу си го сакам сопругот. Сток, ѓубре. Да, Мачори. Ова брутално. Да, ма не е брутално, искрено е. Сега, вие мешате брутално и искрено малку. Искрено, немаш... Мирослав, ајде одговориме на прашањето заради што мажите не одат на рутински прегледи. Например, ние жените како што одиме редовно на гинеколог, тие не така често или нередовно одат на уролог или Жени воопшто не одат на гинеколог, извини. Има и така. Има и така. има и такви. Има. Меѓутоа почесто одат. Констатацијата е многу точна. Според многу светски истражувања у здравствена психологија, жените за 50% повеќе посетуваат лекар. Повторно ќе се вратам на одговорот на друго прашање. Социокултуролошки е тоа одредено. Срамот кај машкото да покаже слабост, а болеста значи слабост, е всушност едно отсуство на превенција. И после ќе стигнеме у секундарно и терцијарно здравство, пошто ние немаме превентивно здравство, а како што гледаме и секундарното и терцијарното Никакво ние здравство не. виси на ова ноđe. Така да, таму ги гледам причините, зашто мажите не се обраќаат. Редовно да се оди на преглед. Мислам, Така е. Зошто тоа е така? Ништо Зошто ние тоа ја е не сум така? некој пример а за како тоа, ама. поддршка на Мовембар, знаете дека е пуштањето мустаки. Ќе пуштиме мустаки сега за крајот од емисијата. Ние нема да се може? депилираме. Ајде да пуштиме мустаки и додека вие си ги ставате мустаките, јас уште да го поставам прашањето дали е вистина дека старењето ја намалува самодовербата. Се плашиме многу повеќе дека ќе не заменат со помлади модели или пак не знам ќе не заменат со модели кои се апдейтувани. Верче, ти што викаш? Ја знаеш што викам на ѕид кај мене, Чарли знаеш што Чаплин. има напишано? Да го обожавам. На ѕид кај мене има напишано, иначе цела куќа ми е... Дали ме пратиш, Снежа? Да? Цела куќа ми е напишана со Нема да графити се гледа? дома, со кармин на ѕидови. Мисля, кога ќе кречам, треба да ги препишам или нови. Пишува, Обожавам ови. баш таму кај што спијам, да немаше огледала, немаше да знам дека стареам. Тоа е муабетот на Тесла. Ја имам можноста да стареам. Некои луѓе не ја имаат таа можност да стареат. Свака част за реченица. Добро. кажано. Значи не се плашиме од старењето, не дека се ќе не плашиме, заменат со нови јас модели. уживам. Читувам максимално, никогаш не сум била помудра, попаметна и поубава од сега. Не би знаела зошто би сменила нешто, затоа што сите одиме натаму. Не би се Тоа вратил е назад. еволуција, текот на нештата. Се одлепуваат. Битно е дека си ја одржав содржината, формата. Одлично. Васко, и тебе не те Можам плаши да старењето? не ме Еве плаши, вака со баш ми Мене како се- ми одговараат? Баш ми се свига, јас се двај чекав да ми Со мустак. обели косата, да ти кажам.
И тие, нели, што викаш, па ќе се појави Мирослав, што вика, ничим изазва некој дојде ќе ти каже, ама ти обелела косата. Викам, и периката ми обеле, викам, не косата. Викам, толку време помина, да, а не па косата. И секој период у животот си е една убава фаза и треба да уживаш у тоа. Ова не се ова фрази што кажам. Јас стварно, никогаш не би се вратил на 18 години. Не би се вратил, зашто ми е убаво. Еј, знаеш, деј гиди, луди млади години, добре, мислам, не, баш ми е окей. Добро. А досадна е тоа, досадна па тоа гимназија, па блок Ми текна на математика, блок авторска физика. моја изјава, Кажи. која што стои на зид. Јас верувам на младоста, уживам во неа, меѓутоа секоја возраст ужива во моето присуство. Одлично, одлично Точно. кажано. Ани, ти не се плашиш дека ќе те сменат со некој млад модел? Чек се, како да ги залепам ја на толку Вака држи ги само, ако не можеш да ги Не, залепиш. чекай да го вака, одлепам, треба Па се лепенка. треба да се одлепи златен. Абе, знам дека треба да се, ама ние, ја, не ми кажа ти ќе донесеш Дај ја. му Бе, бркови. раки ми поземи за еден брк од твоите. Дај му бркови. Не, вака може. А зашо не ги да лепа? Лепак имам Нема вака, специјален. само стави го ќе се залепи. Мене ми Само држи одговара го. со на Само отварите држи што го ги бркот, бенди. ајде, држи го бркот. Зашто те Добре, да, На крајот од емисијата ни се придружи и Тошо Малерот. Благодарам што дојдовте, Тошо. Баш Сакате ми е ли- драго, фала ви на гостопримство и многу убаво се осеќав во целиот тек на емисијата. Се беше на едно многу високо ниво, начело со водителката. Ти си супер. Како ти беше името? Тоа е тоа. Да. Тоа. Добро, јас ќе ви се заблагодарам, ќе го оставам заклучокот на Мирослав. Значи ја поддржуваме кампањата за подкревање на свеста за машкото здравје. Одлично ви стојат брковите. Само да кажам дека имаме подароци од нашите драги пријатели. Значи, тука ви се флекс кредит. Погледнете што ви подариле. Рековме де го имаат специјалниот пакет. Прв брк, прв само преглед. Одлично, имате витамини и минерали да ми останете здрави, убави и умни цело време. И секако тука ви се барнер на очарите, веќе Вера си ги стави. Јас морав да ги ставам, јас сум фанатик. Да Дури ти на кажам самиот на кого ми почеток. личиш? Јас обично гостувам со бейсбол капи и со наочари. И моја сум другарка брутална вика: капа. "Вера, мораш ли сега да одиш со капа, фино средена коса, мора ли сега да ставиш наочари? Али морам да издепилирам брк." Ова е добро ми текна. Мирослав, сега многу помудро ми звучиш. Видете, јас со ова животно искуство сега можам. Благодарам на поканата. Како заклучок, преубава тема. Имајте си самодоверба, верувајте си на собствените квалитети и колку повеќе можете, не претерувајте. Така. Може да боли и да биде опасно по Благодариме што ни здравје. направи психолошка анализа и после се можеме да заклучиме дека сме самоуверени, така? И така фини луѓе сме си ние, сите И четворица. релативно здрави, мислам. Имам уште еден подарок за вас. Сите вие ќе добиете вредносен ваучер од 1000 денари од нашите драги пријатели Халк Банка, а тука некаде ќе ви ги покажам и картичките. Едната е кредитна, другата е дебитна, значи станува збор за Master World кредитната картичка. Особено важно е што оваа картичка нуди бесплатен ланч ки аксес на преку 800 аеродроми, додека пак Mastercard дебитната, најдобро кај неа е што можете да извадите пари од било кој банкомат во земјава бесплатно, односно без да ви земат провизија. За сите детали ќе се обратите во најблиската филијала на Халк Банка. Тука некаде ќе ги поздравам и нашите драги пријатели Newborn Clinic, Центарот за плодност. Тие направиле среќни многу семејства и вие можете да бидете едно од нив. Значи не е ниту срамота, ниту е табу тема да се зборува за неплодноста. Колку побрзо отидете да го побарате решението, толку поголеми се шансите дома да ви замириса на бебенце. Обратете се на Newborn Clinic. Центарот за плодност се наоѓа на улицата Илинденска во Скопје. Ке ги поздравим и нашите драги пријатели Flex Credit, кои што го промовираат нивниот нов продукт Flex Credit Бизнис пријател на вашиот бизнис. Одиме понатаму да заклучуваме. Ви благодарам многу, се надевам дека уживавте и пак да ми дојдете. Пак ќе дојдеме. Да дојдете. Ве поздравувам, се гледаме следната недела. Фала ти уште еднаш. Фала уште еднаш. Ти ќе ќе погрешиш, он ќе се налјути, нели? Или обратно. Он ќе ќе погреши, ти ќе се налјутиш, он ќе ти се извини. Добро.
Ти ќе ќе погрешиш, он ќе се наљути. Ти ќе се наљутиш, он ќе ти се извини. Така е, да, уживај си. И сукаljка, злато. Знаеш ли што е сукаljка? Ето.